Пандемијата во комбинација со загадениот воздух ќе биде смртоносна комбинација за сите ако власта итно не преземе конкретни чекори, алармираат граѓаните во пресрет на новата зимска сезона. Тие се жала дека државата ништо не правела за работите да мрднат кон подобро, велат тешко на народот кој е оставен сам на себе. Во меѓувреме од негрижа се уништени и зелените билборди кои имаа функција да го прочистуваат воздухот. Граѓаните велат дека надлежните не мрднале ни со прст за да одржат нешто што е донирано, а камоли нешто повеќе. Се жала дека парите отишле во ветер наместо да се чува тоа што е корисно. Дека почна сезоната на загадување покажи апликацијата Мој воздух која измери високи стапки на загаденост. Први на удар беа скопските општини Карпош, аеродром Кисела вода, но и мерните станици во Маџари во Газибаба. Иако се суди според досегашните искуства на власта, после изгледа не очекува тешка борба со загаденоста, која на голема врата доаѓа во пресрет на зимата. И наспроти реалната слика во земјава, скопскиот градоначалник упорно не убедува дека годинава ќе сме дишеле почист воздух за разлика од лани, без конкретно да објасни што точно ќе преземат. И вие како новинари, вашиот медиум ТВ Алфа, мислам дека перманентно и фокусирано ја пратите работата моја и на градот Скопје, и затоа сум малку изненаден ова прашање со оглед на тоа што веројатно знаете дека битката за загадувањето не е битка која што адхок ја стартувате, па адхок треба да ја прекинете. Таа е перманентна и ние цело време во континуитет во изминатите 3 години превземаме мерки кои што даваат веќе број на намалени денови, на загадени намалени денови. Во меѓувреме се погласни се и граѓанските организации кои се борат за чист воздух и кои гласно бараат системско решавање на проблемот.